Кога зборуваме за инспирацијата која што ни ја дава животот, секојдневието, па и она кое што секогаш можеме да го најдеме како инспирација во хуманоста, тоа ја опишува и нашата денешна гостинка, македонската поетеса која што има и свој повод за гостување во утринска на Телма, Јасмина Јошевска, за Анатомија на речта, промоција повторно на новата поезија која ќе биде промовирана на крајот на оваа недела. Јасмина, добро утро и добре ни дојдовте и во денешното издание. Добро утро и ве благодарам на поканата. Добре, да, иако сме имале можност во минатите некои наши изданија или во претходната сезона да зборуваме за токму таа инспирација која што, како што спомена, влежи во животот, во секојдневните нешта, можеби во малите нешта, но оние кои што го имаат тој талент како што сте вие, веројатно го наоѓаат како такво. Па секоја следна нова книга поезија дава едно ново доживување. Верувам дека така ќе биде и со Анатомија на речта, но пред да се осврнеме на тоа, ќе се вратиме малку наназад и ќе се потсетиме на вашето пишување поезија и хуманоста. Тоа е секогаш едно со друго. Така. Започнав се со некоја мисија, со некоја цел, да направам нешто поинаку и мислам дека се уште сум уникатна во овој мој свет, во овој мој придонес. Преку пишаниот збор, со организација на моите хуманитарни настани, успевам да бидам едно уникатно парче под ова небо. Така да се надевам дека и понатаму ќе продолжам, затоа што имам добра поддршка од еден дел од народот наш во Македонија, каде што се уште постои таа розева боја на чувството дека има убави луѓе, има убави случувања, што може еден човек да направи повеќе од себе, доколку се пронајде во нештото, за да го изнесе најдобро што може. Да, велиш, имаш убава комуникација и со читателската твоја публика, веројатно и тие ќе бидат дел од новата промоција, која што е закажана за викендов, па може да ги поканиме гледачите каде ќе се одржува, во колку часот и да им дадеме еден вовед за книгата, што зборува Анатомија на речта. 16.3. со почеток во 13 часот се случува еден поетско-музички перформанс, каде што ќе со самата продажба на новата книга и останатите нормално како примероци, се донира за купување апарат за децата со цистична фиброза при детска клиника во Скопје. Знам дека ми е преку потребно, со тоа што се подпиша меморандум помеѓу мене и директорот на самата клиника. Така да поканата важи за секој кој што сака да дојде, секој добре дојден. Не е битно на возраст, се надевам ќе има од сите возрасти, затоа што се работи сепак за убаво дело кое треба да се случи таму. Анатомија на речта е најнова збирка поезија. Зошто Анатомија? Затоа што буквално се чувствувам дека во својот свет на лабораторија влегувам со едни искрени чувства, каде што се одразувам како истражувач на убавото и она силно емотивно послание кое што го создавам, за да можам да дојдам до заклучокот дека таа искрена изразитост во зборовите има многу повеќе да каже отколку било која насмевка или чувство кое го пренесуваме. Јасмина, видиш, ќе биде музичко-поетски перформанс. Што тоа значи? Ќе има некое посебно музичко парче, некаква интерпретација, ќе има некакви гости или? Да, значи секогаш ги правам настаните малку повеќе од она обична промоција на книга. А тоа значи дека луѓето кои што ги контактирам, кои што ме поддржуваат и доаѓаат без два пати да размислат дали да се таму, како например Андријана Јаневска, Филип Пецовски, други кои што исто ќе доаѓаат и од Крушево имаме девојче Марија Котеска. Исто имам промотори кои ќе читаат поезија, како Сања Савеска, Ирена Илиевска, Кирил Трајковски. Така да повеќе имиња можеби нема да ги спомнам. Имам доста изненадување на самата промоција, зашто имаме промотивни работи, кои што не е само книгата во прашање, да ги задржам луѓето повеќе од еден час, за да можат да се освежат поинаку од она што се научени на обичните промоции. Како таква постојам и се надевам дека со секоја наредна своја промоција го правам она извлекување на најдоброто од себе. Еве и фотографиите кои што дадат во моментот се од сите оние кои што ќе бидат нели дел од оваа промоција, оние кои што ќе читаат поезија, оние кои што ќе го имаат својот музички настап и сите кои што сакаат да бидат хумани и да придонесат за една ваква промоција и на оваа нова поезија, збирка поезија,
која што, како што рековме, е наменета од самите средства или од нејзиното купување, како и на другите, да се донира за новиот апарат на клиниката за децата со цистична фиброза. Прашала во однос на вашите впечатоци, доживувања, она кое што можете да го заклучите во изминатите хумани настани. Затоа, иако сме сите сведоци дека знаеме да бидеме еден навистина хуман народ и преку други различни хумани акции да собереме доволно средства и кои што ќе отидат онаму каде што се потребни, сепак луѓето кои што се директно вклучени во тоа, иако се соочуваат со предизвици, може да дадат еден свој осврт или слика за тоа како навистина изгледа кога се организира еден хуманитарен настан и колку всушност луѓето се заинтересирани да бидат дел од истите. Конкретно за вашите. Мислам дека ова ќе биде најдобриот хуманитарен настан кој што ми се случува во моментов, затоа што од некаков си почеток до крајот кој што нема крај, пак ќе речам нема крај, затоа што колку ги организирам сама овие работи, доаѓам до сознание дека секој наредно е подобро. Имаат интерес луѓето, затоа и доаѓаат од Битола, од Крушево, од Прилеп. Мојата публика е разновидна, не е само од Скопје, затоа што во Скопје веќе сум 8 години, а се она претходно што е правено е во Битола. Битола е почетокот и првите чекори на самите промоции. Меѓутоа, доволно има интерес, доволно се собираат средства за да се направи сето ова. И ја гледам таа убавина во луѓето, поттикот, нежната внимателност на секој од нив кој што ќе дојде, затоа што и две чекаат да случи повторно нешто, ме предизвикуваат, ајде направи нешто ново, напиши нова книга, се со цел да сме пак ние дел од тебе, така да имам и верна публика која ме следи и навистина се чувствувам среќна. Да, веројатно едни на други сте си инспирација за да создавате добри дела и да нели креирате понатаму во животот. Јасмина, што најчесто ве инспирира? Дали можеби и вакви ситуации од секојдневието на секој еден, па макар да е тоа нели вашата верна публика која што ја споменувате, ве инспирира да напишете нешто, некој стих, некаква поезија? Луѓето ми се постојана инспирација. Понекогаш нивната насмевка, понекогаш нивниот прекор, а понекогаш и нивните силни чувства кои во моментот не успеале да ги скријат. Можеби момент на тага, момент на радост, меѓутоа тоа ми е доволна инспирација. Но понекогаш кога онака сама почнувам да ги размислувам сите тие работи, доаѓаат зборови кои што навистина им навлегувам како може зборот да има значење во моментот поинакво. Затоа викам анатомија на речта, затоа што ги перципирам поинаку. Едно, во друго расположение ги читаш друго. Тука веќе наоѓам некој балансирање на работите, на лириката и самото изнесување, за да сватам дека самиот збор ние го имаме како македонски збор, меѓутоа во различни реченици има сосема поинакво значење. Самото тоа ме носи кон нов пат, не дека немаме што да создаваме, значи колку може да се направи од нашето нешто едно големо друго нешто. Така е. Јас се држам во рака предпоследната збирка поезија, Крајот нема крај, која што Јасмина вие ние донесовте во нашата редакција, како и нели да биде дел од она наша библиотека која што ја имаме тука. Најновата книга за која што зборувам, односно збирка е на пат, како велиме, за подготвена веќе да пристигне за промоцијата која што ќе биде во недела, само за крај пред уште еднаш да ги поканиме нашите гледачи, она кое што исто така мене пак ме инспирираше како прашање. Веројатно различните емоционални состојби во кои што се наоѓа секој од нас е инспирација кај оние кои што пишуваат, творат на било каков начин. Но лично за вас, која емоционална состојба е најинспиративна? Кога сте тажни или кога сте среќни? Поетот пишува кога е најтажен. Кога болката знае да го направи своето, кога е разочаран, а во на доброто ретко се пишува. А откако ќе се напише одреден стих поезија токму во тага, дали се подобрува расположението? Си го изнесил најдоброто чувство од себе, ќе се приспиташ неколку пати, ќе го прочиташ за да сватиш дали е добро напишано, дали тоа ќе допре доволно до некој друг, затоа што тоа излегло од тебе, ти си ја распостилаш душата и не дозволуваш никој да гази, да се извалка, просто му ја постилаш пред него. Така да мојата душа е распослана, мислам дека пред секој, затоа што
светот да не постои за мене, ама јас постојам некако за да можам да го направам малку порозев и поубав. Ти благодариме, Јасмина, што тоа го правиш така, на еден ваков начин.